Добар ден, 87-то издание на Женевскиот мотор шоу донесува интересни новитети, но како гром од ведро небо пукна веста за превземањето од страна на PSA на германскиот Opel. Трансфер вреден повеќе од 2,2 милиарди евра ги засени двете големи премиери кои беа закажани под куполите на Женевскиот мотор шоу. Првата е новата генерација на Opel Insignia. Таа ни донесува многу поголеми димензии, по-прецизна изработка и, како што велат од Opel, носи и многу подобри возни својства. Се разбира дека ќе донесе и повисока цена. Ние ќе ја возиме Insignia за 2 недели, па тогаш и ќе ги пренесеме нашите впечатоци од возењето на Insignia. Тука на штандот на Opel е исто така и моделот Crossland X. Тој е еден од моделите кои се развиени токму со Peugeot. Имено, Peugeot има силна позиција во Кина. Во Европа се уште не е толку силен, но гамата ќе ја надополни Opel со новите модели кои ќе се развиваат, односно веќе се развиени заедно со Peugeot. Crossland X е интересно, компактно, спортско корисно возило, кое ги најавува и новите движења во Opel. За 2017 Opel ќе има вкупно 7 нови модели, а новата Insignia и Crossland X се само двата од оние 5 што следат. Со својот V12 мотор со 800 конски сили, новиот Ferrari 812 Superfast сосема заслужено ја носи таа ознака. Настапува како наследник на F12 Берлинета, чиј предводнички GT успех ќе го продолжи со како најсилен досега произведен сериски автомобил на куќата од Маранело. За тоа е задолжен новиот 6,5 литарски атмосферски агрегат. Тој со помош на 7-степената трансмисија ќе ги потера задните тркала до првите 100 км на час за 2,9 секунди. Бидејќи никој нема да запре тука, ќе продолжи до максималните 340 км на час. Но побитна карактеристика е способноста на моторот да се врти до 8.500 пати во минута. Тоа на 812 Superfast ќе му даде провокативен карактер и на тркачките патеки, иако не е првенствено наменет за таму. Токму затоа и новиот супербрз Ferrari има електрично сервоуправување кое работи во содејство со Slide Sleep Control системот. Развиен да ја прослави 70 годишнината на марката од стилска перспектива, 812 Superfast е повеќе еволуција на F12 отколку нов модел. Сепак од Ferrari велат дека, иако обликот и големината им се слични, сите панели од каросеријата се нови. Како и да е, изгледот му истовремено заканувачки и господски надмен. Се забележуваат поголемата маска, новите светла и хаубата со отворен за воздух над нив. Од страна моќните линии на F12 дополнително се акцентирани, а задниот дел направен да изгледа позастрашувачки. Аеродинамиката е подобрена, но кабината задржана скоро иста. Во првите информации цената не се спомнува. Мекларен официјално го представи својот нов модел 720S, развиван под кодната ознака 514, како наследник на 650S. Тој веќе беше покажан на привилегиран круг купувачи на затворена за јавност презентација. Бројката во знаката кажува дека има 720 конски сили извлечени од 4-литарскиот твин турбо V8 мотор. Британците најавуваат дека до 100 ќе стигнува за 2,9, а до 200 за помалку од 7,8 секунди.
секунди. Објавен е и податокот дека за запирање од таа брзина ќе му требаат само 4,6 секунди и 117 метри. Максималната брзина е декларирана на 341 км на час, а просечната потрошувачка на 10,7 литри, ако воопшто ве интересира тоа. Првите купувачи ќе го добијат во мај по цена од нешто помалку од 210.000 фунти. На Peugeot добро му тргна во 2017 година. Како што рековме на почетокот на емисијата, тој ја купи германската марка Opel за 2,2 милиарди евра. А пред почетокот на Женевскиот мотор шоу беше и објавено дека Peugeot 3008 е автомобил на годината во Европа за 2017 година според Коти. Жирито, кое е нешто подстаро од Auto Best, исто има големо влијание, но сепак нема толку многу земји членки. Peugeot 3008 во Auto Best жирито не успеа да се наметне токму поради неговата висока цена, но сите членови на жирито ги ценеа неговите технологии кои се имплементирани во него. Високата цена не беше пречка за жирито Коти да го прогласи 3008 за автомобил на годината во Европа и ние се придружуваме кон честитките на адреса на Peugeot. Ние одиме понатаму со новитетите од Женевскиот мотор шоу, а нив ги има уште многу, па да не губиме време. Премиерата на Alpine A110 беше еден од најбитните настани на годинешното издание на салонот во Женева. Во чест на импресивното минато на марката и со надеж за уште поимпресивна иднина, Рено се одлучи да ја носи некогашната ознака. Заедно со изгледот кој верно потсетува на славниот предок, реинкарнацијата на Alpine е комплетна. Но и покрај ехо-ефектот од минатото, новиот A110 е сосема модерен автомобил. Алуминиумот во голема мерка е користен кај платформата и каросеријата, со што е постигната неверојатна агилност. Клучно во спецификациите е забрзувањето до 100 км на час за 4,5 секунди, што е фантастичен резултат за еден автомобил со 249 конски сили колку што има. Нив ги произведува потполно нов 1,8 литарски турбомотор кој обезбедува максимални, но електронски ограничени 250 км на час. Со овој долго очекуван модел, Рено го разбуричка прилично злодевниот сегмент на мали спортски автомобили. Плановите за производство се движат околу 3000 возила годишно по цена која за иницијалната верзија е поставена на 55 до 60.000 евра. На брегот на езерото Леман, Hyundai настапи со сериозност на еден голем и значаен производител. Караван верзијата на новиот i30 ги има сите предиспозиции да им се наметна на семейно ориентираните купувачи. Подолга од хеджбекот за 25 см, таа има значително поголем багажник од него, дури 600 литри. Меѓуоскиното растојание е исто, а со тоа и внатрешноста за патниците. За нивното задоволство во возењето ќе се грижи солидниот избор на опрема, а за безбедноста електронските системи што ги има на располагање. Моторите со кои ќе им се нуди на купувачите се 5, 3 бензинци и 2 дизела. Најсилните ќе бидат на располагање со 7-степен менувач со двојна спојка. Ќе се произведува во Чешката република заедно со хеджбекот.
Ако неговото појавување беше очекувано, концептот на кросовер со погон на водород беше пријатно изненадување. Има автономија од 800 км, обезбедена од нова генерација горивни келии. Во однос на сегашната технологија, таа е за 20% полесна и 10% поефикасна. За овој концепт со ознака FE е развиена и нова платформа со доста имплементирани безбедносни системи. Настаната како дел од планот на Hyundai за лансирање на 14 еколошки модели во наредните 4 години. Со него корејците најавуваат посериозен настап на водородните автомобили како интегрален дел од визијата за иднината. Затоа и не беа скриени намерите за скорото појавување на сериски модел, можеби веќе следната година на зимските олимписки игри во Јужна Кореја. Форд во Женева се представи со новата Фиеста, која и не е некоја голема новост за гледачите на автомагазин. Исто така, имаше Форд време да ги представи есте изведбите на Фиеста и на Фокус, но она што навистина сите ги заинтригира е Форд GT. Овој вистински Гран Туризмо изобилува со најавување на вулканската сила на V8 моторот. Тој ќе се произведува во лимитирана серија која се уште не се знае бројот, но капацитетот на фабриката е 100 парчиња годишно. И тоа по цена поголема од 400.000 евра, се разбира без давачки. Но, што е уште поинтересно за Ford GT е тоа дека сите модели, односно целото производство за 2017 година е распродадено, а оној кој би сакал да го купи овој модел покрај капарот од 50%, ќе мора да почека барем до средината на 2018. А овој модел би требало да се произведува најдоцна до 2020 година. Значи, најмногу 400 комада по цена повисока од 400.000 евра. Тоа е бизнес. Покрај спортскиот Стингер, публиката на штандот на Кија ја загреваше и третата генерација на Пиканто. Овој модел, кој е еден од глобално најдобро продаваните на марката, сега има младешки енергичен дизајн и голем потенцијал за персонализација. Задржувајќи ги компактните димензии, преку похрабрите линии на каросеријата, пренесува поагресивен став. Кабината, нагласена со модерен и префинет дизајн, е помудро и поефикасно спакувана досега. Меѓу трите најавени погонски групи, најголем интерес предизвика еднолитарскиот турбомотор со 100 коњи. Со него овој колибри на стероиди ќе биде способен за многу нешта, но на него ќе се чека до крајот на годината. За нестрпливите, во вториот квартал годинава Пиканто ќе биде достапен со агрегатите од досегашниот модел. Место премиера, Масерати годинава се одлучи на публиката во Женева да им сервира нова доза италијанска рафинираност. За неа се погрижи кулинарскиот гуру Масимо Ботура. Присутните имаа можност да се уверат во оправданоста на трите Мишелин звезди што ги има овој амбасадор на марката. Меѓу вкусните залаци, автомобилските сладокусци се воодушевуваа и на специјалниот Леванте, за чија внатрешност се погрижи модната куќа Ерменеџилдо Зења. Носталгичарите пак веќе ги интересираше финалната едиција на Гран Туризмо и Гран Кабрио, кои годинава ќе бидат исфрлени од понудата. Истовремено со нив беше одбележана и 60 годишнината на Масерати 3500 GT. По тој повод добија елементи од каросеријата направени од јагленородни влакна, внимателно обработен интериер и пар детали за облагородување. За возбудата е задолжен 4,7 литарскиот V8 со 460 коњски сили. Серијата за збогување со купето и кабриолетот е ограничена на 400 примероци.
Цели 2 години европските купувачи го чекаа новиот Civic. Тој се произведуваше и во Америка и во Европа, но со различни технички спецификации. Сега таа ситуација е сменета и Civic е глобален модел. Покрај интересниот дизајн, Civic нуди и поголема палета на бои кои ќе го направат овој автомобил и далеку поемотивен за купувачите. Инаку, познатата техника испод хаубата, одличното подпирање на возилата, како и економичноста ги носат новите мотори кои допрва ќе се докажуваат. Едниот 1,5 литра на ќе има и мотор од 1 литар. Тоа не значи дека перформансите се ставени во втор план. Напротив, Civic останува да биде извонредно интересен автомобил, а очекуваме во следните 12 до 24 месеци да ја видиме и Type R верзијата. Настапот во Женева баварците го искористија на неочекуван начин. Место концепт или премиера на сосема нов модел се појавија со караванската верзија на серијата 5. Протолкуван како демонстрација на стабилноста, овој нивни потек збунувачки делуваше на публиката. Сепак беше испочетувано тоа што традиционално силниот сегмент големи каравани доби нов адут. За него не треба многу да се зборува. Го нуди истото што и лимузинската изведба на серијата 5 со малку подобрена практичност и поголем багажен простор. Должината им е иста, комфорот во внатрешноста исто така. Најслабиот мотор со кој ќе се нуди ќе има 187 дизелски коњи, а основниот бензински модел 248 коњски сили. 6-цилиндричните агрегати, дизелот со 261 и бензинецот со 335 коњи ќе бидат достапни и со погон на сите тркала. Продажбата ќе започне во јуни, после што ќе се придружат и други моторни варијанти. Женева е место каде се собира сета светска креативност на тркала, место каде сите го покажуваат најдоброто што умеат да го направат. Тука дури и за најхрабрите студии и најбесните концепти може да се каже дека се очекувани. Но годинава еден експонат ги засени сите, оставајќи без див и зборови. Досега познат како AMRB 001, Астон Мартин Валкир едноставно е нешто што тешко ќе се достигне, уште потешко надмине. Овој хибриден спортист ветува дека ќе ги редефинира сваќањата за тоа што се може еден автомобил. На него треба да се гледа како на вовед во една нова генерација возила со високи перформанси, обезбедени од напредни технологии. Како основа е земен 6,5 литарски V12 агрегат од Cosworth со приближно 900 коњски сили, засилен со систем за регенерација на енергијата. Вкупната моќност не е измерена, но цел е Валкир да се симне од производствените ленти со перфектен 1:1 однос на силината и тежината и да биде побрз од денешните F1 болиди. Во 2016 година донесе една новост во светот на автомобилите, а тоа е дека Toyota веќе не е најголем светски производител и местото му го отстапи на Volkswagen. Но во таборот на Toyota тука во Женева не очајуваа, туку го употребија своето време да го представат новиот Yaris. По цели 20 години абстиненција во автомобилскиот спорт, Toyota се враќа на рели патеките токму со Yaris.
А Јарис, новата генерација на Јарис, ќе ја имаме и во хибридна верзија. Низиниот дизајн е далеку поприемчив и далеку по-секси, така да Toyota има право да се надева на многу подобри времења што се однесува за сегментот на субкомпакти. Инаку во духот на производителот кој веќе 20 години произведува хибриди и овој мал Јарис ќе има хибриден погон. Него го очекуваме наскоро во Македонија и се надеваме дека ќе биде задржана досегашната ценовна политика која беше популарна кај купувачите. Појавувањето на Range Rover Velar изненади многумина, пријатно се разбира. Најмногу љубителите на марката, кои од година во година ги има се повеќе, а тие сега се ставени на мака. Мора да го дочекаат летово, кога ќе започне продажбата на новиот премиум теренец. Со овој модел, британскиот производител продолжи да го пополнува секое пазарно ќоше на кое ќе фрли око. Како близок роднина на Jaguar F-Pace, со него ја дели алуминиумската архитектура и ќе настапува со дел од неговите технологии, вклучително и моторите, пар бензинци од 250 и 380 конски сили и 3 дизела со 180, 240 и 300 коњи. Подоцна во трка треба да се вклучи и мускулестата SVR верзија со V8 мотор, која официјално се уште не е потврдена. Погонот на сите тркала е стандарден, исто како и мноштвото електронски системи. Со цена од 45.000 фунти, новиот британски теренец ќе се смести помеѓу Range Rover и Vogue и Sport, а должината од 4,8 метри меѓу најжестоките конкуренти. Предвиден само со 5 седишта, багажникот му има раскошна големина од 632 литри. Простор не недостига ниту на патниците кои ќе уживаат во комфорот што го обезбедува меѓуоскиното растојание од 2,87 метри. Како наследник на Passat CC, новиот Volkswagen Arteon ќе настапува на светската имидж арена во улога на генератор на позитивни мисли. Според едни, моментот на неговото појавување можеби не е во целост погоден, но според други е токму спротивното. Што и да е поточно, Arteon со својот надмен и спортски карактер може само позитивно да влијае. Затоа и во Volkswagen внимаваа каде да го лансираат и изборот падна на Женева. Дизајнот му инспириран од студијата Sport Coupe концепт GTE од пред 2 години, а внатрешноста е полуксузна од братскиот Passat. Од него има малку подолго меѓуоскино растојание што донесува повеќе простор за нозете на патниците назад. Но исто така и го поставува повисоко во хиерархијата, заради што и најслабата погонска опција е новиот 1,5 литарски TSI бензинец со 150 коњи. Во бензинската понуда се наоѓаат уште 2 посилни агрегати и дволитарскиот дизел кој доаѓа во 3 варијанти со распон на моќноста меѓу 150 и 240 конски сили. Треба да го очекуваме и со хибриден погонски систем. Можно е приказната да продолжи со појавување на неговата shooting brake верзија, што до некаде го објаснува издвојувањето како засебен модел во гамата. Вториот значаен новитет на Volkswagen во Женева, концептот Cedric, ексклузивно беше прикажан на голема, но избрана група гости во предвечеријето на салонот. Замислен е како футуристички концепт и на вистина е тоа. Името му е скратенка од Self-Driving Car, што целосно ја опишува идејата за неговото креирање. Она што не го опишува е дека е наменет за заедничко користење, односно еден вид такси превоз без возач. Се што треба да се направи е да се повика со притисок на копчето на уредот, што од денешна перспектива би го нарекле клуч за возилото.
Седрик ќе дојде да ве земе и однесе таму каде сакате, попат собирајќи и други патници на својата рута. Самата внатрешност повеќе потсетува на удобно купе од воз отколку на автомобил, а големиот екран овозможува комуникација со возилото. Овој концепт е прв подзаедничка капа на Volkswagen групата, без на него да биде закачен амблем на некој од брендовите што ја сочинуваат. Развиен е од нула, почнувајќи од празен лист хартија и нема ништо заедничко со некој модел од денешнината. Намерата е еден ден флотата вакви возила за заедничко користење да ги заменат нашите автомобили. Требаше долго време да помине гласините да станат вистина, но конечно и тоа се случи. Панамера Спорт Туризмо е првиот караван на Порше, но истовремено и нов скапоцен камен во гамата на германскиот производител. Како концепт со исто име беше представен пред 4,5 години со цел да ни долови како целукупно ќе изгледа наредната генерација на Панамера. Силната реакција на публиката и амбициозните желби на марката ги натераа одговорните да се замислат над неговата иднина. Беше, ќе го биде или не, за на крај да стане серијски производ, со мали разлики од концептот. Покрај на вистина привлечниот изглед ќе импресионира и со багажникот од 520 литри. Ќе биде понуден во 5 моторни верзии, а треба да се спомене и тоа дека е прва варијанта на најскапиот модел на марката, која назад има 3 седишта. Иако првите испораки се предвидени за октомври, може да се нарача уште сега по цена помеѓу 100 и 160.000 евра. Нему на штанд друштво му правеа новата хибридна верзија на Панамера со комбинирана силина од 680 конски сили и спортски настроени од 911 GT3. Побрз и помоќен од досега, тој има 4-литарски мотор со 500 конски сили и по подолга пауза мануелен менувач. Секако, кој сака ќе го добие и со PDK трансмисија со двојна спојка. После повеќе од 10 години најавување, конечно го гледаме финалниот производ на првото спортско корисно возило на Алфа Ромео. Стелвио, како што е неговото име, потекнува од концептот наречен Камал, а сами можете да видите дека задниот дел му изгледа сосема атрактивно и привлечно. Исто како и предницата која е скроена во духот на миланската марка. Овој изглед делува моќно, атрактивно и како да најавува голема борба со конкурентите. Алфа Ромео за сега мудро не кажува кои се неговите конкуренти, но очекуваме дека тој ќе удри на премиум моделите, особено тоа може да го заклучиме поради цената. Во овие помоќни и поопремени изданија цената ќе биде некаде околу 50 до 60.000 евра. Ова беше се што подготвивме за денешното издание од Женевскиот мотор шоу, но со една напомена дека и следната емисија ќе обрнеме големо внимание токму на Женева, бидејќи има се уште новитети кои заслужуваат да бидат објавени. Ве поздравуваме и до гледање за 7 дена.